Каменуване македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград. Искршено е стаклото од влезот на културниот клуб на установата на улица Димитар Димов, објавија бугарските медиуми. Вандалскиот чин веднаш бил пријавен во полиција во Благоевград. Според првичните информации од тамошните медиуми, 4 камења се пронајдени пред објектот на клубот. Демолирањето на македонскиот клуб се случи по чествувањето на 151-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев, кое во Скопје помина мирно, но имаше тензии на граничниот премин Деве Бајр, и тоа заради кои тројца бугари беа уапсени, а казнети со 300 евра казна и протерани од Македонија. Организацијата на македонците во Бугарија, Омо Илинден Пирин, бара од тамошната полиција да го истражи случајот со кршењето на стаклото на македонскиот клуб во Благоевград. Председателот на клубот, Атанас Мазнев, уште минатата недела предупреди дека не сме да има провокации, односно дека и бугарската страна треба да го спречи тоа. Во контекст на ова, Мазнев потсети дека на македонските граѓани кои отидоа во Благоевград на отворањето на Никола Вапцаров не им беше дозволено да се поклонат на тамошниот споменик на Делчев, за да нема инциденти со насобраните бугари кои протестираа. За жал, провокациите од бугарска страна не само што не беа вчера спречени, туку беа најотворени дури од високи функционери. Кога зборуваме за потребата од смирување на ситуацијата, треба да се запрашаме дали овој преседан во споредба со денешната ситуација е познат на јавноста во Бугарија, за да може со својот груб збор да го сигнализира однесувањето на оние кои подготвуваат фитили и ќибри за 4 февруари, рече Атанас Мазнев уште на 31.2023. Инаку македонскиот културен клуб Никола Вапцаров во Благоевград беше отворен во тензична атмосфера лани на 30 октомври, и тоа во присуство на гости од Македонија и македонци кои живеат во Бугарија, но по само 2 дена клубот доби одлука за ликвидација. Како што беше причината за затворањето и истрага на тамошното обвинителство, за кое бугарите без да чекаат започнале веднаш по формирањето на здруженијето, и тоа уште во 2019 година. Обвинителството од Благоевград е на ставот дека целите на Македонското граѓанско здружение за заштита на основните индивидуални човекови права се спротивни на бугарскиот устав и закон, а одлуката била правосилна уште пред неговото свечено отворање, односно стартот на октомври. Покрај бугарите против отворањето на овој клуб жестоко беше и македонскиот шеф на дипломатијата Бујар Османи. На 2 дена пред отворањето тој порача дека тоа било непотребно, па поради тоа не замина во Бугарија ниту тој ниту било кој друг владин представник. Инаку председателот на овој македонски клуб во Благоевград уште минатата недела испрати смирувачки пораки во пресред на чествувањето на роденденот на Гоце Делчев, сакајќи да демонстрира мирољубивост.